електромашинско училиште Колен Ехтенин, каде веќе матурантите призавршуваат со настава, во петок ке слават матурска вечер, но училиштето се подготвува и за новата генерација на ученици. Го промовираме ово училиште, бидејќи во последните неколку години е чест избор на голем број ученици, полуматуранти, завршени основци, не само од Штип, туку и од поширокиот регион. Причина за тоа е што овде се изучуваат насоки и занимања кои се барани на пазарот на трудот, па затоа интересот за ово училиште е голем. Токму на оваа тема разговарам со директорката Јованка Шалева. Добро утро, се подготвувате, испраќате една генерација на ученици со матурска забава, но паралелно се подготвувате и за најмладите ученици од септември, значи завршените полуматуранти. Како може секоја дете и нивните родители да се информира за условите на ово училиште? Добро утро за гледачите на Македонската телевизија. И токму така како што кажавте, ова е еден многу динамичен период за нас како училиште, бидејќи една успешна генерација ја испраќаме, се разделуваме, меѓутоа веќе се во голем ек подготовките за прием на новите ученици. На 12 јуни започнува јунскиот уписен рок со 2 пријавувања. Меѓутоа, предходно ние ќе организираме како училиште отворен ден, преку кој што може да видат нашите ученици со што се можеме да им понудиме во текот на образованието, и тоа ќе биде на 18 мај, кога ќе биде отворениот ден во училиштето. Како општина во претходните години, исто така се организира и отворен ден кој што ќе биде на 26 мај во Домот на млади. Значи, сите заинтересирани деца и нивните родители можат имат можност во 2 термина да се запознаат со условите за едукација во ово училиште, да подсетиме кои се насоки и кои занимања овде се изучува. Во нашето училиште се изучуваат 3 струки, тоа се машинската, електротехничката и угостителско-туристичката. Во рамките на овие 3 струки ние имаме 11 профили и оваа година очекуваме да запишеме 254 ученика во рамките на 8 паралелки, како што е и објавениот конкурс од страна на МОН. Дуалното образование овде се практикува подолг период и тоа е една од причините зашто интересот за ово училиште е голем. Значи, децата добиваат во текот на учењето не само теоретска, туку и практична настава, што ги прави по-компатибилни потоа кога бараат работа, кога одат на пазарот на трудот. Ќе продолжи истата пракса со оглед на тоа дека од септември минатата година сте и дел од онаа мрежа на државни средни училишта. Дуалното образование е еден проект кој што е многу добар, кој што бара поврзување на нашето училиште со компаниите. На почетокот се чинеше дека ќе биде многу тешко, бидејќи имаме голем број на ученици, меѓутоа со работа и со комуникација со компаниите успеавме да склучиме многу меморандуми и во новите програми учениците имаат предмет учење преку работа кај работодавач. И во тој ден тие својата практична настава ја реализираат токму во компаниите. Она што го научиле како теоретско знаење во училиштето, практично го пременуваат во компаниите. Инаку, како што кажавте, ние станавме државно училиште, секако дека соработката со компаниите и дуалното образование ќе се прошири уште повеќе, со тоа што ние во иднина, откако ќе биде завршена реконструкцијата на училиштето и ќе обезбедиме услови, планираме да отвориме и многу нови профили. Профили не само за средношколците, туку и начин, односно можности за обука и на возрастни за сите оние дејности кои што се барани на пазарот на трудот. Токму така, ние и сега имаме образование за возрастни, односно вонредно образование за оние ученици кои што треба да го дооформат своето образование. Меѓутоа се работи на процес на акредитација на училиштето за валидација на одредени профили. Ќе отвориме и нови образовни профили за возрастни, односно ќе им овозможиме на возрастните преку кратки програми своето работно искуство кое што го стекнале во одредена организација да го потврдат и со одреден сертификат кој што им биде баран во компанијата каде што работат. Со тоа ово училиште станува и регионален центар во целиот овој источен регион. Училиштето веќе е регионален центар. На 1 септември 2025 година ние од општинско прераснавме во државно средно училиште и тоа не беше направено по случаен избор, туку по претходна анализа на нашето работење, со тоа што во изминатите години ние сме атрактивни како училиште, имаме најголем број на ученици не само во Штип, туку и во регионот
имаме големи достигнувања и награди и врз база на сите тие анализи на училиштето од Источниот регион бевме препознаени како најкомпатибилни да бидеме регионален центар за стручно образование и обука. Тоа значи дека и просторни услови, инфраструктурни ќе се подобрат во наредниот период, меѓутоа ќе се зајакни и онаа едукативната мрежа на наставници, така? Токму така, во тека изработка на проектната документација. Проектната документација подразбира целосна реконструкција на училиштето, опрема на кабинетите, инфраструктурно, меѓутоа и со опрема и со нагледни средства. Со тоа очекуваме да се зголеми бројот на учениците, да се подобри квалитетот на наставата, да развиеме нови профили и во формалното и во неформалното образование и едноставно да ја постигнеме целта и довербата која што ни е дадена како регионален центар за стручно образование и обука. И на крај рековте добро оди соработката со реалниот сектор, меѓутоа секогаш може уште подобро, колку во регионот компаниите се заинтересирани да се вклучат во овој проект и на тој начин самите да си обезбедуваат работен кадар кој го обучуваат во текот уште на учењето на средното образование. Економијата е таа која што го води нашето општество напред. На компаниите им се потребни стручни кадри. Ние како училиште можеме да им понудиме од трите струки оспособени кадри. Интересот е голем и кај нив, бидејќи и тие треба да имаат една база на своји вработени, а пак нашата цел е она што се учи теоретски практично да биде потврдено во компаниите. Значи интересот е заеднички од двете страни и затоа и сработката е на многу високо ниво. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам голем број ученици како и годините досега, и успешна настава секако која е во интерес и на учениците, но и на реалниот сектор, односно на компаниите. Тоа беше разговорот со директорката на Државното средно училиште Колен Ехтенин во Штип, училиште која со години продуцира кадри, како што можевте да слушнете, барани на пазарот на трудот и побудува интерес во пресред на новите уписи, 2 отворени денови за ова училиште на која ќе може да се запознаат најновата генерација на ученици со сите услови и сите можности кои ги дава училиштето Колен Ехтенин.